Добро утро, Македонија. Се враќаме во студиото по музичката numera. Разговор, дамите и стипендии за нив. Подетално дамата десно од мене. Дамите во фокусот малку повеќе. Од мојата десна страна имаме чисто задоволство денеска да разговараме со госпоѓа Клер Сирс, таа е регионална директорка на Британскиот совет и се разбира госпоѓа Бела Треневска-Шотаровска, тај менаџер за комуникација при британската амбасада во Скопје. Добро утро. Чисто задоволство. Да, Била, вие веќе сте редовна гостинка кај нас. Имаме чест денеска да ја угостиме и госпоѓа Клер Сирс. Главниот фокус е следниот. Британскиот совет објави повик за стипендии за жени во STEM. Може ли да ни дадете повеќе детали за програмата и зошто Британскиот совет ги охрабрува жените, девојките од земјава да аплицираат? Well, it's a well-known and well-documented fact that women are underrepresented in the fields of science, technology, engineering and maths. They make up a very small fraction of the workforce, and when they do work, they get paid less and they get published less, and they're less likely to take leadership positions. And that's despite research that shows that women are actually, on average, 8% more productive. So the aim of this scholarship programme is really to help address that issue and remove one of the barriers, which is access to education. So this scholarship programme encourages women globally to apply to take a scholarship in the UK. Значи, родовиот јас во науката, технологијата, инженерството и математичките професии, тоест STEM професиите, е соодветно документиран и не само што жените сочинуваат мал дел од работната сила и истражувачките тимови во STEM, туку сочинуваат, туку тие имаат и помалку објавено трудови, помалку се платени и помалку се шансите да стигнат до лидерски позиции. Во споредба со нивните машки колеги, покрај тоа што е докажано дека во просек жените се околу 8% попродуктивни од мажите. Пристапот до образование е еден од факторите кои придонесува за недоволната застапеност на жените во STEM и затоа Британскиот совет во партнерство со одбрани универзитети во Обединетото кралство ја нуди оваа стипендија, оваа програми за стипендии за жени во STEM со обезбедување на жените да можат да го продолжат своето студирање на еден од британските универзитети за едногодишна магистарска диплома во Обединетото кралство. Што обезбедуваат стипендиите и кои се универзитетите на кои имаат право да аплицираат апликантите од Македонија? So the programme is now in its 5th year and more than 400 women globally have benefited from it. So it's an opportunity to be part of that global network of women in STEM and to have the academic prestige of studying an MA at a UK university. And the scholarship is a generous one. It covers the full tuition fees, plus there's a living stipend, healthcare, visa costs, and the support to get to the correct level of English before going to take up the scholarship. Значи, програмата се спроведува 5-та година поред и до денес се доделени над 400 стипендии. Стипендиите се за учебната 25-26 година и работиме со одредени универзитети во Обединетото кралство за обезбедување на стипендии за жени или млади девојки. Има многу придобивки за оние кои што ќе ја добијат стипендијата, тоест кои што ќе бидат одбрани да одат во Обединетото кралство, како на пример академскиот престиж од посетување на водечки универзитет во Обединетото кралство, економската поддршка, вклучувајќи ја школарината, стипендијата за живот, патните трошоци, трошоците за виза, давачките за здравствено осигурување. Меѓутоа тука и IELTS тестот, кој што мора да го полагаат сите кандидатки, нели, за да можат да се запишат на тие постдипломски студии во Обединетото кралство и исто така трошоците за оние кандидатки кои што се успешни се покриени од страна на Британскиот совет. Да. Зошто стипендија за жени во STEM? Кој може да аплицира? Any woman from North Macedonia who is interested in taking up a master's degree in the UK with one of these prestigious universities and who has a undergraduate degree in a similar subject, and most importantly who's passionate about working in one of these fields. Значи, ова отворена е за сите жени од Република Северна Македонија. Тие треба да имаат завршено додипломски студии и мора да сакаат да продолжат со нивното STEM образование и да ја развијат нивната кариера во некоја од сродните професии во науката, технологијата, инженерството или математичките науки.
Претпоставуваме дека треба да има некакви критериуми, некакви услови што треба да се исполнат. Кои се тие услови и критериуми што кандидатките треба да ги исполнат за да може да аплицираат за оваа стипендија во рамките на STEM образованието? Yeah, so you have to be based in one of the eligible countries. So North Macedonia is an eligible country. You have to demonstrate the need for financial support. You have to have an undergraduate degree in a relevant field. You need to be able to attain the level of English required by the UK universities. You have to be passionate about coming back and being part of pursuing that as your career and being part of this alumni network. And you have to be ready to take up that position in this September, October. Значи, сите кои што сакаат да аплицираат за оваа стипендија мора да бидат кандидатки од една од државите каде што се доделува оваа стипендија, како од нашата држава, мора да исполнат критериуми со тоа што да имаат потреба од финансиска помош, да имаат диплома од додипломски студии, која што ќе им овозможи пристап до еден од британските универзитети, да го постигнат нивото за англиски јазик, нели за постдипломски студии, да бидат активни во своето искуство, да имаат докажен интерес дека тие веќе работат или сакаат да работат во некој од овие STEM области, да бидат посветени на нивните студии во Обединетото кралство и исто да бидат во можност да студираат во Обединетото кралство почнувајќи од академската година 2025-26. Добро, сега за сите оние кои што побудивме интерес, каде може да добијат повеќе информации и како да аплицираат? Yes, so you can find all the details on the British Council North Macedonia webpage, and that has details of all the ways to apply and the universities that we're working with. Значи, повеќе информации детални може да се најдат на веб страната на Британскиот совет, каде што сите потребни информации, нели како да се аплицира и каде може да ги најдат сите учеснички таму. Дали сакаш нешто да прашаш на темата? Сакав за крај да оставам. На темата? Не, на темата не, малку е од темата. Од темата е, па почекај, ќе те молам. Да. Ќе ве молам. Дозволете ми на крај. Бела, сакам да го искористам вашето присуство за уште еден проект кој што навистина многу ми е драго што се случува и во британската амбасада. Чинам втора година поред ќе се случува. Амбасадорка на еден ден. Некоја млада девојка ќе има можноста да биде амбасадорка на еден ден и навистина е една одлична можност и прилика. Па сега кој може да учествува? Дали конкурсот е во тек, ќе го објавуваат или докаде сте со проектот? Да. Многу ви благодарам на прашањето и многу ми е драго што минатата недела како британска амбасада го објавивме конкурсот за амбасадорка за еден ден. И каде што амбасадорот Метју Лосон го објави видеото на македонски јазик на нашите социјални мрежи, може да го погледнат гледачите да видат, и им даваме можност на млади девојки или жени помеѓу 18 и 22 годишна возраст да аплицираат на нашиот конкурс, да со есеј да ни напишат, да ни кажат која е нивната жена херој и што има направено во позитивен контекст за унапредување на жените. Значи, дали тие биле во некоја лидерска позиција во различни области. Минатата година толку беше интересен самиот процес, затоа што имавме толку креативни текстови од толку млади девојки кои што сакаат, мислам, кои што работат и студираат во различни области. Например, некој пишува за Маргарет Тачер, челичната дама, некој пишува за Стела Римингтон, некој пишува за Вивиан Вествуд. Значи немаме ограничување во однос на која е нивната жена херој. А добро, може како подпрашање тука ми инспириравте, Бела, мора тоа да биде некоја звучно, познато име или може јас, на пример, би пишувала за мојата мајка? Мора да биде еден од критериумите, ги канам сите оние заинтересирани да може да го посетат веб страната на British Embassy Skopje на gov.uk, да видат кои се критериумите. Значи мора да биде жената од Обединетото кралство, од Британија, која што има направено огромни промени во Британија, меѓутоа можеби на глобално ниво. Дека треба да биде светски позната, можеби не мора, меѓутоа треба да се покаже зошто баш пишува за незе. Нели, и кои се позитивните промени кои што ги направила во својата област. Многу интересно и многу предизвикувачки. Штета што во годините не одговарам
Но се надевам дека годинава ќе биде успешен. Да, овој мислам проект. дека е многу интересна иницијативата затоа што навистина цел ден ќе помине во британската амбасада, Да. а заедно со британскиот амбасадор, мислам од прва рака може да видат учесничките како е да се биде амбасадорка на еден ден, како е да се биде дипломат, што се случува во денот и мислам дека е многу интересна и одлична прилика за сите кои што се заинтересирани да погледнат и да аплицираат до 23 февруари овој месец. Така, добро. Повелете сега, колеги. Since we will have a lot of sports in today's show, can we be a little informal at the end? Со оглед на тоа дека ќе имаме многу спорт денеска, малку неформални. Did you watch, since you come from the country that is considered to be the home of football, со оглед на тоа дека доаѓате од земјата која што се смета за колевка, домот на фудбалот, you follow some of the football teams from the Not English so Premiership? much, no. Не More следите, cricket and добро. tennis. I was going to ask you, ќе ве прашав дали го гледавте надпреварот меѓу Сити и Реал Мадрид кој што заврши 2:3, а победничкиот гол го постигна англичанецот Джуд Белингам. Did you see the game last night, Manchester City Real Madrid 2-3? I did not see No, it. no, okay. I didn't. So maybe we will inspire you to watch football more. Може би ќе ве инспирираме да. Maybe, maybe. But cricket's very good too. Okay. Infamous here. Крикетот е исто така добар, меѓутоа кај нас не е толку популарен. Ви благодариме за гостувањето. Благодариме за гостувањето, се разбира, добродојдени сте и следен пат со некој од проектите кои што ги спроведувате. Благодарам, посакам убав ден да имате пред вас.